Почитувани, 30 дена беа сосема доволно време за надлежните институции да преземат конкретни мерки за расчистување на огромниот корупцијски скандал со Deutsche Telekom и Mađar Telekom, поврзан со македонски политичари во периодот јуни 2005 и јуни 2006 година. Зачудувачки, наместо реакција на јавното обвинителство, од декември минатата година, кога се обелодени одлуката на американските надлежни институции, па се до денес јавноста е сведок на обиди на македонските власти да го забошоти и овој случај. Додека, например, во Црна Гора наголемо се води официјална истрага за ваква слична афера, кај нас јавното обвинителство скандалозно тврди дека обработувањето на доказите изведени од американските надлежни институции замислете ќе било зијан, затоа што тие не се признавале како докази во Македонија. Ова е просто неверојатно. Ова сомнителна тишина ке владата, а особено ке ВМРО-ДПМН, покажува дека тие се мачат нешто да се окријат. Никола Груевски и несомнено си има мувата на капата, бидејќи како министар за финансии во владата на Љупчо Ѓорѓиевски ја минуваше приватизацијата на македонскиот Телеком. Тој не може да избега ни од аферата со партиската фирма Аналитико, која временски се поклопува со периодот јуни 2006 година, за која американски институции воделе истрага и донеле одлука. Уште повеќе затоа што во аферата Аналитико се вмешани највисоки актуелни функционери на ВМРО-ДПМН во извршната власт. Токму овие факти на премиерот Груевски му создаваат дополнителна обврска докрај да го расчисти огромниот корупцијски скандал. За разлика од гледачката партија, ставот на СДСМ е многу јасен, прецизен и принципиелен. Одговорноста секогаш има име и презиме. Сите замешани во овој корупцијски скандал мора да одговараат пред надлежните македонски институции. Без разлика дали се работи за функционери на СДСМ, ДУИ или ВМРО-ДПМН. Оваа правда мора да биде задоволена. Ги повикуваме надлежните државни институции веднаш и без одлагање да започнат со расветлување на овој случај. Тоа е единствениот начин Груевски и ДПМН да ја напуштат досегашната своја пракса на селективна борба против криминалот и корупцијата.